Централно издание на Дневникот добро вечер. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. Нешто повеќе од 1.500.000 денари ќе се одвојат од касата на општина Велес за бетонирање на улица во село Бузалково. Звучни сигнали на семафорите за лицата со оштетен вид се поставени во центарот на Кавадарци. Во Велес се одржа 17-тиот републички надпревар за млади библиотекари во просториите на градската библиотека Гоце Делчев. Нешто повеќе од 1.500.000 денари ќе се одвојат од касата на општина Велес за бетонирање на улица во село Бузалково. Бетонирањето на улицата за жителите од огромно значење. Тие велат дека се исполнува договорот кој го имале со локалната власт. Започнаа градежните работи за бетонирање на улица во велешкото село Бузалково. За 10 дена жителите од најдолгата улица во ова населено место, наместо по кал, до своите домови ќе стигнуваат по улица изработена по сите стандарди. Веќе може да видите дека е првиот слој за тампонирање поставен, се местат во моментот и вичњаците, за да утре се вајле мрежите се донесени, за да утре се вајле официјално се почне со бетонирањето на улицата. За жителите бетонирањето на улицата е од огромно значење. Велат дека се исполнува договорот кој што тие го имале со локалната власт. И моментално до сега, како што гледате и вие, почна да се реновира улицава. Да викаме фала на општинава, што дојде да ни помага, иначе до сега катастрофа беше улицава. Па сега почнавме да го реновираме. Ова е трета улица која се бетонира во ова населено место. Чадиев вели дека работите се реализираат според договореното, по една улица секоја година. Но она што е значајно, вели Чадиев, е што работите не запираат тука. Наредната година ќе се работи на изградба на канализациона мрежа. Вишњаците се местат само од левата страна, а за да можеме од десната страна ние предвиден доди водоводот, кој што планираме во текот нидната година да го стартуеме со работа, бидејќи втор горлив проблем на ова населено место е водоводната инсталација, односно луѓето имаат водовод, меѓутоа со ограничен капацитет. А ние знаете дека Велес како град има квалитетна вода за пиење и голема количина на вода која што така многу пати оди да кажеме неколку пати заминува и во Вардар. Токму затоа решивме, имаме проект, ревизија на проект и сето тоа, да во соработка со граѓаните на ова населено место, тој проект го почнеме мината година. Бетонирањето на улицата која е долга 420 метри, општината ќе ја чини нешто повеќе од 1.500.000 денари. Звучни сигнали на семафорите за лицата со оштетен вид се поставени во центарот на Кавадарци. Ова е со цел за полесно и побезбедно минување на крстосница. Звучните уреди се донација од компанијата Електрософт. Ист ваков дониран уред ќе има и на соседната крстосница. Со цел полесно и побезбедно минување на крстосница за лицата со оштетен вид, вградени се уреди за звучна сигнализација на семафорите во центарот на градот. Станува збор за крстосница која ги поврзува улиците Илинденска, Мито Хаджи Василев Јасмин и 7 септември. Градоначалникот Панов рече дека локалната самоуправа според своите можности ќе продолжи да им го олеснува животот на слепите лица. Еве на радост на сите наши сограѓани, па и оние намерници во градот, кои што имаат вакви проблеми, мислам дека сега го направивме она вистинското, поготово што традиционалниот соработник, односно компанијата Електрософт, ова го донира за општина Кавадарци, а преку нас и за лицата со оштетен вид. Ова е само почеток. Ист ваков уред ќе има и на соседната раскрсница. Исто и тој ќе биде донација, а ќе разгледаме можноста да тоа го реализираме и на сите
раскрсници, нормално нели ќе платиме соодветен надомест за сета таа работа. Председателката на Сдруженијето на слепи лица од Кавадарци Султана Јошева изрази благодарност и рече дека оваа звучна сигнализација за нив значи олеснување на секојдневниот живот и подобро извршување на нивните вообичаени потреби. Таа информираше дека годинава заедно со локалната самоуправа реализираат проект за општокорисна работа кој е многу значаен за слепите лица. Очекуваат соработката со општината да продолжи и понатаму. За нас слепите лица ова нешто многу значајно кој ни го олеснува секојдневниот живот, секојдневните потреби. Иначе најпрво би сакала да изјавам голема благодарност за ова што ни се овозможи и за досегашната соработка со локалната самоуправа и до господинот градоначалник Александар Панов. Иначе да кажам дека исто оваа година имаме реализирано заеднички проект со локалната самоуправа, општо корисна работа и тоа исто нас ни е многу значајно. Мислам дека имаме до сега многу добра соработка и мислам дека ќе продолжи така понатака. Новите уреди со звук го најавуваат зеленото светло на 4 семафори за пешачки премини, кои се поставени на оваа фреквентна крстосница со цел на слепите лица да им се обезбеди полесно и побезбедно минување на улицата. Европската Унија учествува со речиси 48% во трговската размена на Македонија, што представува половина од вкупната трговија со храна со другите земји. Грците најмногу купувале од нас според продадените количества. Валентина Михаловска со деталите. Продажбата на македонските земјоделско-прехранбени производи во земјите на Европската Унија е 48% од вкупниот извоз на годишно ниво. По тутунот и виното, европјаните најмногу ги сакаат македонските бисквити и вафли. Грците најмногу купувале од нас според продадените количества. Европската Унија учествува со речиси 48% во трговската размена на Македонија, што представува половина од вкупната трговија со храна со другите земји. Минатата година во Грција биле извезени 15,6% од вкупниот извоз на пазарите во Унијата, најмногу тутун, јагнешко месо и свеж зеленчук. Следи Хрватска каде најмногу се увезуваат бисквити и вафли, а потоа и вино и конзервиран зеленчук. Германија е на третото место на листата увозници од Македонија. Тие најмногу го барале тутунот, виното и македонски свеж и конзервиран зеленчук. Во Бугарија се извезувале тутун, јаболка и свежи пиперки, додека пак во Италија јагне, зеленчук, печурки, бисквити и вафли. Зелката и трпезното грозје исто така се продадени во големи количини на странските пазари. Од ВМРО ДПМН истакнаа дека на 58-та седница на Советот на општина Велес тројца советници од опозицијата не гласале за зголемување на бројот на стипендисти. Според Катранџиев, талентираните средношколци и студенти заслужиле од Советот да добијат одлука со 23 гласа за. На 58-та седница на Советот на општина Велес донесена е одлука за зголемување на бројот на стипендии за талентирани ученици и студенти. На овој начин, бројката на стипендирани ученици се искачува на 20. Она што остави дамка во овој процес е тоа што од 23 советници, колку што брои Велешкиот совет, одлуката е донесена со 20 гласа за, истакна Живе Катранџиев, советник од ВМРО ДПМН. Трите гласа кои недостасуваа за одлуката да се стави во редот на одлуки кои Советот ги донел едногласно и во целост, беа од редовите на опозицијата предводена од СДСМ. Имајќи во предвид дека советничката група на СДСМ брои 10 членови, овие 3 гласа не се незначително отсуство, бидејќи представува речиси 1/3 од вкупниот број опозициони советници. Според Катранџиев, младите луѓе од градот, талентирани средношколци и студенти, заслужиле од Советот да добијат одлука со 23 гласа за.
Во Велес се одржа 17-тиот републички надпревар за млади библиотекари во просториите на градската библиотека Гоце Делчев. Преку овие надпревари се потикнуваат најмладите од најрана возраст да посегнат кон книгата, велат од Сдруженијето на библиотекари на Македонија. 25 ученици од исто толку општини зедоа учество на 17-тиот републички надпревар за млади библиотекари, кој се одржа во просториите на градската библиотека Гоце Делчев во Велес. Целта на овие надпревари е да се покаже знаењето за библиотекарството, незиниот историски развој и стручниот дел од библиотекарското работење. Овој надпревар ние го одржуваме за да ги упатиме основците како се може да се снајдат во библиотеката, да побарат дело од автор, да ја развијат својата визија према библиотекарството, кога започнало, како започнало, кога почнало во Македонија и така натаму и така натаму. Значи, целта е да влезат во библиотекарската наука, која што е по старост веќе некаде близко со писмото. Значи, со самиот постанок на писмото почнува да се развива и библиотекарската дејност. Значи, најстарите науки. На овој начин, вели Николов, се поттикнуваат најмладите од најрана возраст да посегнат кон книгата. Да ги развиеме оние најважните читачките способности кај децата, бидејќи веќе почне да бегаат од тој дел. Со интернетот веќе многу послабо се чита книга. Овој дел е тој да се научат дека навистина знаењето само преку книга може да остекнат. Другите информации може да бидат грешни, може да бидат секакви, меѓутоа книгата како книга и дава најточните информации. По завршување на надпреварот, најдобрите тројца ученици беа наградени од страна на стручното жири. Од Сдруженијето на библиотекари велат дека ваквите надпревари ќе продолжат и во иднина, се со цел младите што поблиску да бидат со книгата. Граѓаните на Свети Николе велат дека е време да запре кризата и оваа држава повторно да се врати на патеката за изградба на автопати, експресни патишта, гасоводни системи, нови енергетски системи, изградба на локални патишта, водоводна и канализациона мрежа во сите населени места и отварање на нови фабрики. Ова е пораката од синокешната средба на членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Илија Димовски со Свети Николчани. Свети Николчани ќе бидат едни од првите жители од Источна Македонија кои ќе почествуваат благодета од изградбата на автопатската делница Скопје-Штип. Ова вчера вечер на средба со граѓаните го потенцираше членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Илија Димовски. Тој нагласи дека Свети Николчани веќе ги чувствуваат бенефитите од експресниот пат Велеска-Трифаково, а така ќе биде и со природниот газ. После изградбата на автопатот Штип Скопје ќе биде многу значително зголемена. Дополнително, паралелно се работат на уште два капитални проекти. Едниот проект е експресниот пат Кадрифаково-Велес, кој што исто така на Свети Николе ќе му даде значајна позиција, но би сакал да кажам дека и во овој дел во тек е изработка и на проектна документација за изградба на крак од гасоводниот систем кој што ќе оди на релација Клечовце-Свети Николе-Велес и кој што многу наскоро ќе донесе газ и во Свети Николе. Свети Николчани не сакаат двојазичност, федерализација, ниту пак виткање на кичмата. Тие порачуваат дека треба да се стави крај на кризата, рече Димовски, додавајќи дека едно од решенијата е и носење на странски инвеститори. Носиме инвестиции секаде околу и во Свети Николе ќе работиме да донесеме инвестиции, заради тоа што единствена работа која што граѓаните ги интересира и во Свети Николе и во цела Источна Македонија, отварање на нови фабрики, отварање на нови работни места, изголемување на животниот стандард на сите граѓани на Република Македонија. Свети Николско е земјоделски регион. Во последните неколку години, благодарение на проектите на владата, рече Димовски, се зголемува бројот на земјоделци. 2000 семејства годишно на своите сметки од државата добиваат финансиски средства по основ на субвенции.
Од партиската говорница на ВМРО ДПМН од Велес, Петре Саздов изјави дека ЗАЕФ е верна копија на Црвенковски во ветувањата и лагите за вработувања. Ако Црвенковски во 2002 година ветуваше дека ќе обезбеди сигурна плата за работниците, ЗАЕФ при посетата во Велес пред 10 дена даде ветување за плата од 30.000 денари, изјави Саздов. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од 2016 година е истиот оној од пред 2 децении, а Зоран Заев е верна копија на Бранко Црвенковски, што и лагите кои ги ветува наликуваат на оние кои ги воведуваше неговиот политички ментор, истакна од партиската говорница на ВМРО ДПМН од Велес, Петре Саздов. Во 2002 година Бранко Црвенковски ветуваше по еден ново вработен во секое семејство, а неодамна го видовме Заев како во Велес ветува по 1000 евра плата во секое семејство. Црвенковски во 2002 година ветуваше дека ќе обезбеди сигурна плата за работниците, а Заев ветува плати од 30.000 денари. Како тргна да се расфрла со ветување на партиската збиранка, од пред неколку дена малку не достигаше да каже дека тие 30.000 денари просечна плата ќе ги земат оние работници што ги вработи Бранко Црвенковски во велешките семејства. Лидерот на СДСМ Зоран Заев ветување за плата од 30.000 денари даде при посетата на Велес пред 10 дена. Конечна цел на овој план е парите да ги вратиме назад кон граѓаните. Ние заборавивме на луѓето. Сиве овие години на материјални вредности заборавивме на нашиот народ, на граѓаните. Целта ќе биде парите по сите основи да се вратат назад кон граѓаните. Поддршката ќе дојде директно кон стопанството, домашното стопанство, кон домашните фирми, со конечна цел да се подигнат платите, каде што се сега 10-12 илјади, да стигнат просечни плати од 30 илјади денари. Аболицираниот Заев, истакна Саздов, е обкружен со истите матни ликови од пред 20 години, кои Велес од индустријски центар го претворија во град на стечајци, технолошки вишоци, избркани и тепани работници. Тој порача дека народот ќе го каже своето на 11 декември. Македонија мора да има институции кои ќе бидат отчетни и отворени кон јавноста, вели Рената Тренеска-Десковска, член на извршниот одбор на СДСМ. Таа, презентирајќи го планот за живот во Македонија, рече дека секој потрошен денар од буџетот на Република Македонија ќе биде на увид на граѓаните. Од својот компјутер секој граѓанин ќе можел да види како се трошат народните пари. Ќе воведеме мерки преку кои секој граѓанин од својот компјутер ќе може да провери колкава е платата на секој јавен функционер и дали и колкави надоместоци зема за патни или други трошоци и слично. Ова ќе представува важен чекор во спречување на злоупотребите на власта. Секој министер ќе знае дека негов контролор е секој граѓанин на Македонија. Ќе ја зајакнеме и контролата на владата од страна на собранието. Досега министрите бегаа од соочување во собранието, ескивираа од пратеничките прашања, кога имавме право да ги поставуваме само еднаш месечно. Заради зголемена транспарентност на владата пред собранието, наместо еднаш во месецот, пратеничките прашања ќе се одржуваат еднаш неделно, а наместо наместени и популистички телевизиски седници на владата, јавноста ќе има целосен увид во сите владини документи и заклучоци, како што се материјали за седници, дневен ред и одлуки. Во функција на спроведување фери демократски избори, граѓанската асоциација МОСТ објави дека започнува со набљудување на предвремените парламентарни избори. Денеска Државната изборна комисија треба да го стави на јавен увид избирачкиот список. Груевски во Лондон оствари работна средба со Девид Сиер, каде разговарале за економската политика во земјата. Вести од Македонија.
Граѓанската асоциација Мост објави дека започнува со навидување на предвремените парламентарни избори и за таа цел на денот на изборите ќе бидат ангажирани околу 3300 набљудувачи на целата територија на Македонија. Председателот на Мост Дарко Алексов изјави дека 80 набљудувачи се веќе распоредени во сите општини во државата и ги следат активностите на политичките партии и државните институции, како и работата на изборните органи. Од денеска започнува јавниот увид во избирачкиот список кој ќе трае до 11 ноември и Мост ги повикува граѓаните да ги проверат своите податоци во избирачкиот список во подрачните канцеларии на Државната изборна комисија, како и на интернет страницата избирачкисписок.gov.mk. Граѓаните ќе можат да пријават било какви нерегуларности на бесплатната телефонска линија 080 080 080. Денеска Државната изборна комисија треба да го стави на јавен увид избирачкиот список. Според законските рокови, јавниот увид треба да трае до 16 ноември. Паралелно со ова, тече процесот за проверка на пронедените 30.000 спорни гласачи. Тие се уште може да се пријават до комисијата за гласањето на 11 декември. Од денеска исто така почнува да тече времето и за собирање потписи за независните пратеници. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во рамките на својата посета во Лондон, заедно со партиската делегација која ја предводи, оствари средба со Дейвид Сиер, подпредседател и член на управниот одбор на KPMG, една од 4 најголеми консултантски и финансиски организации во светот. Сиер истакна дека Македонија со своите економски резултати и успешни економски политики отиде напред во многу сектори, а доказ за тоа е и последниот извештај на Doing Business, кој представува големо признание за земјата. Македонија е многу интересна приказна во поглед на начинот на кој што оствари исклучителен прогрес во создавањето услови за правење бизнис. Од 94-то место во извештајот на Doing Business на Светската банка пред 10 години, сега е на 10-то место во светот, и тоа кога Велика Британија падна од 5-то на 6-то место. Тоа е сериозно добра приказна во поглед на странските инвестиции. Како KPMG работиме со многу странски компании кои инвестирале во Македонија и се радуваме да работиме со многу други и во иднина. На средбата биле презентирани детали за македонската економија и незиниот прогрес, како и правењето добра бизнис клима, изјави Груевски. Имавме една значајна средба со главното седиште на KPMG тука во Англија, во Лондон. Компанија која што издава извештаи за Република Македонија на економски план секоја година и каде што имаме одлични извештаи до сега во смисла на нашата економија, на условите за правење бизнис, на можностите за привлекување на инвестиции, односно информации за инвеститорите околу Република Македонија. Во последниот извештај за Македонија, KPMG ги истакнува даночните поволности кои стојат на располагање на компаниите, како и едуцираната и квалификувана работна сила. Тие нотираат дека Македонија е земја со најниски трошоци за правење бизнис во Европа, при што се воведоа најниски даноци, рамен и низок данок, персонален данок и данок на добивка. Стои 17 лица уапсени при протести во САД. Сириската војска ја превзеде контролата над стратегискиот град во провинцијата Хама. Свето денеска. 117 лица беа уапсени при расчистувањето на кампот кој беше формиран на приватниот имот на сопственикот на нафтовод на американската компанија Energy Transfer Partners. Стотици вооружени американски полицајци го расчистуваа 6-часовниот протест поради изградбата на гасоводот кој треба да пренесува нафта од западниот дел на Северна Декота до Илиноис. Кампот се наоѓа северно од постојаниот и поголем камп на демонстрантите кој се наоѓа на федерален терен. Таму се собрани стотици противници на проектот, меѓу кои локални жители, екологисти и некои познати личности. Меѓу апсените има и жена која извадила пиштол и пукала 3 пати кон полицијата.
24 држави ќе формираат морски резерват во Антарктичкиот океан со плоштина од 1,6 милиони квадратни километри, јави BBC. На средбата во Хоубарт во Австралија, Комисијата за заштита на живите морски ресурси на Антарктикот соопшти дека резерварот Море Рос ќе биде заштитен од риболов во период од 35 години. Воедно ова е еден од најважните резервати во светот од еколошка гледна точка. Овој резерват ќе покрие над 12% од Јужниот океан, кој е дом на повеќе од 10.000 видови, вклучувајќи и пингвини, китови, морски птици и огромни сипи. Русија се согласи со предлогот, откако претходно 5 пати ги блокираше обидите за создавање заштитна зона. Сириската војска ја превзеде контролата над стратегискиот град во провинцијата Хама по големата офанзива, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Силите на председателот Башар ал-Асад, поддржани од воени авиони, го превзедоа градот Суран во северната провинција Хама, речиси 2 месеци откако бунтовниците навлегоа во градот. Контролата над Суран го приближува режимот до јужната провинција Идлиб, која е под контрола на бунтовниците. Пристапувањето на сирискиот режим во Хама се случи по низа воздушни удари кои беа нанесени во соседните северни покрајни на Идбил во текот на минатата недела. Денеска имаме облачно, студено и ветровито време. Температурата се искачи до 15 степен. Утре не очекува слично време. Со ова информација го завршуваме дневникот. Пријатно!